Првиот облик на сликарство е муралот. Историјата на муралите е тесно поврзана со историјата на човештвото. Првите се пештерските слики на праисторискиот човек. Во 20-тиот век пак, темата на муралите од религиска се враќа на секојдневието и најчесто се сликаат по фасадите на објектите, каде и денес ги среќаваме низ целиот свет. На Скопје муралите во минатото му беа познати како техника за маркетинг пораки и многу ретко присутни во архитектонските остварувања. Но оваа пракса низ годините се менува, па во моментов има бројни уметници кои со своите дела му даваат нова свежина на главниот град по теркот на светот. На голем дел од нив се подпишува и Драган Китановски. Перцепцијата за мурали и свето што спаѓа под стрит арт, графити, би рекол дека секој индивидуално може да го одговори тоа од тие што цртаат, али пред се за мене да се разубави некој постар и поруиниран простор, да се даде некој живот преку бои, преку форми, преку тоа што се црта, преку цртежот. Како институции сме имале соработка со МКЦ, некои проекти преку општина Центар, а дека нешто треба да се смени од тој поглед сум за, од аспект на тоа дека другиве поголеми градови имаат организирано и графити фестивали, цртања, организирано и подобро е тоа од аспект на тоа дека можеш да поканиш и гости као странци, локалната графити и стрит арт сцена да се испочитува, да се викнат уметници и да искочи еден поубава целина. Има добра сцена и во сите тука што се европскиве градови функционира на друго ниво. Не знам, би одвел дека и во Белград и во било кои други градови, не знам, ланска година бев во Мостар, така да имаше фестивал тамо, се исцртуваше конкретно зидот од затворот. Зашто да е сиво, кога може да има нешто по-кул, као цртеж или илустрација, било како кажа. Новата архитектура има своја убавина, но старата е душата на Скопје, која се повеќе ја јаде забот на времето. Слагам со тоа дека новата архитектура си носи своја убавина, али сепак тоа што е останато треба некако на некој начин да добие некаков плюс тач за да се смени и да добие некоја поубава целина. А за каде ги има, па што знам, не можам да одвојам некое посебно место, низ Центар, било кој простор чисто као не можам да одвојам некое место посебно. Според на луѓето повеќе им сметаше тоа, као зашо шкртате, шо правите. Сега некако омекна таа работа, мислам дека прифатено е подобро. Има луѓе кои што им се допаѓа тоа, не знам, можам да кажам за Укарпас 4 конкретно сум имал ситуации кај што ќе дадат комшии, ќе сварат кафе, ќе донесат нешто благо, сок. Чисто да ти испочитува, тоа е кога сме цртале без никој да не ангажира, него своја иницијативно, така да окей, мислам дека им се допаѓа на луѓето. Секој би сакал да има убав и шарен зид, од него да живееме кога некој си постапокалиптично Скопје, така да. Муралот не е графит. И муралот и графитот се облик на современата улична уметност, но се разликуваат по значењето, техниката на изработка, уметничкиот квалитет. Во 2021 година уметниците добија легални зидови за креација. Кој е изборот? Слободата на легалните зидови или адреналинот на недозволените места? Па има разлика меѓу легален зид и илегален, од аспект на тоа адреналински раш, ама не знам, има убавина у тоа кога ќе седнеш и ќе склопиш некој цртеж кој што вреди да се потрудиш и да биде подобар. Мене конкретно и едното и другото ми се допаѓа, али би рекол дека за некоја поголема и подобра слика би требало да се одвои повеќе време за да искочи нешто убаво. Нашата локација, училиштето Кочорацин. Тука почнува и завршува денешната средба со Драган. Со надеж дека во блиска иднина многу скопски локации ќе добијат поинаква уметничка димензија благодарение на нашите улични артисти.